od moj jagol. Mislim, znači postojam. Otpor sprema промените постоji и веројатно уште долго ќе обстанува. Ако мачи нешто што е длабоко во душата, мора да се биде свесен дека пред вратата е боцкав пат кој треба да се измине и изоди без оглед на се на што ќе се најде. Каков е односот кон промените? Кои се промени се случуваат во последно време и како се излегува накрај од нив? Ова се прашања кои постојано бараат свој одговор. Дома, на викенд или некаде на работа, се отвора вратата на уште една интересна, не докрај откриена тајна. Дали и зошто во последно време се чувствува некој чуден отпор кон промените, што постојано доаѓаат во пресрет? Има ли потреба од тоа или второто јас овде е посилно? Јасно е дека постојано се отвораат нови видувања за себе, за светот, потука се тргнува по патот на откривање на многу неразјаснети нешта кои се провлекуваат постојано и едноставно не следат. Овде има и одговори и решенија, но како и секаде каде ќе завртиш, потребно е да се пронајде со време и на време. Како тоа да се направи, да се разбере и да се прифати неминовноста? Патиштата се отвораат секојдневно во живеачката, а искуствата на другите се добредојдени ако се добронамерни и наведени во вистинскиот час. Ако мачи нешто што е длабоко во душата, мора да си има свест тоа да се надмине на полесен или потежок начин. Може да се започне со менување на тоа што боли, на тоа на што сте се пожалиле или може би сте го забележале кај некој друг. На овој начин, ако се работи за емоции, емотивниот проблем излегува на површината и започнува осознавањето. Честопати овде природниот инстинкт се чини смешен и не се разбира докрај. Може би во момент се чини дека решението е пред носот, прифатливо и едноставно, но не и добредојдено за сопствениот начин на размислување. Зошто? Едноставно затоа што не се сака да се менува и отпорот е овде голем. Ова е човечки и реакцијата е нормална во случај кога се сваќа дека тоа е првиот чекор кон патот за подобро, посовршено и можеби послободно утре. Нестрпливоста е само вид на отпор и кон учење и кон менување. Ако се посакуваат промени, тогаш не се остава време да се научат животните лекции врзани за проблемот што тежи во душата и едноставно мачи. За се треба желба и труд, помалку или повеќе. Истото се случува и со душата. Се брза и се сака што поскоро ослободување од било каков проблем, но подготовката не е на потребното ниво за промената и сите работи кои заедно ќе доведат до тоа решение. Доаѓа време на соочување со одговорноста, за тоа како, кој и што се нашло во таа состојба и во тие услови. Тука нема потреба од чувство на вина, од лоша среќа, несакање, но затоа треба да се согледа причината за таа состојба, како и силата во внатрешноста, која од многуте различни мисли во главата ги гради искуствата. Во минатото, несвесно се користела оваа сила која ги градела искуствата што не се посакувале. Не се знаело што точно се прави. Сега, кога ќе се прифати одговорноста за се што се случува, ако воопшто се дојде до тоа, се станува свесен за таа постоечка сила и се учи да се користи на позитивен начин и во сопствена полза. Додека се одмора и се сработува за останатото од вчера и завчера во домот, се раѓаат спомените на нештата кои останале неизбришани во меморијата. Ги има и добри и помалку добри, како што вообичаено се случува во животот. Отпорот е овде во полн замав и тогаш целта е пред вратата на решавачката битка. Да се направи постапката и да се отвори вратата или и понатаму да остане затворена. Работите кои се размислуваат и чинат во вакви ситуации се најтешките делови од мозаичниот живот. Вистина е дека се учи низ целиот живот и постојано има нешто ново и ново, и тоа се докажува секојдневно. Така, ако сега опуштено си размислувате што е најтешко да се направи и колку е за тоа потребно и напор и труд да се вложи,
тогаш тука е границата на сооченоста со најтешкото. Тоа е отфрлањето на отпорот и прифаќањето на фактот дека мора нешто да се научи за себе што ќе ја олесни работата. Соочувањето со отпорот е нормална појава, што продолжува да се практикува за да се дојде до промените, кои со или без согласност ќе го заземат своето планирано место порано или подоцна. Се расте со предубедување што е видна подсвесен отпор кон промените. Овде има и идеи за спречување, но ретко кој ги спроведува. Од тука доаѓа дека човекот на човека му е волк. Овде е недовербата во нешто сменето, ново, за некого подобро, поуспешно. Јасно е како ден, оти ништо не стои. Се движи и се менува, расте и зрее во некоја своја насока, кон посовршено, поинтересно, но тоа се прифаќа на својствен и секому различен начин. Колку карактери, толку сваќања, и тоа е тоа. На крајот на краиштата, само времето може да покаже која промена за кое време е добре дојдена и навремена, односно задоцнета. Се е минлива категорија, освен времето кое сигурно и допрва доаѓа. Се пренесува дадената моќ на другите и тој изговор се користи како оправдување за отпорот кон промените. Мислите служат како изговор кога ќе се почувствува отпор, а при тоа тука и поврзаноста за сопствената проценка, каде е овде вистината, сами откривате од ден во ден, од година во година, но колку таа излегува на виделина, тоа е веќе втора работа. Отпорот се манифестира едноставно како тактика за да се одложи некоја промена, но се јавува и како вид на одбивање дека потребата од таа промена е јасна и очигледна. Најчеста категорија на отпорот е стравот од непознатото. Отпорот многупати не дозволува да се признае дека понекогаш и покрај сите препреки треба, поточно мора нешто да се менува. За жал, многу често наместо да се менуваме самите, на другите и на пријателите им велиме дека тие треба да се сменат. Тоа е нов создаден отпор. На овој начин секогаш не може да се победи, туку само може да се изгубат добрите и вистински пријатели, кои денеска се како бисери во школките на дното на морето. Секоја навика, секое искуство низ кое се поминува, се она што се повторува, открива дека во душата некаде постои пречка. Таа пречка и потреба одговара на некое внатрешно убедување. Да нема потреба, не би имало секогаш исти искуства, навики и постапки. Нешто едноставно има што води кон завист, кон дебелење, кон расипани мисли, кон озборување, кон сретнување погрешни партнери, доживување работни порази, лутање, стресови и нервози, без парица. Веројатно многу пати сте си рекле, тоа повеќе нема да ми се случи, а потоа за кратко време пак ќе проговорите за неуспешната сделка со оние компјутери, за неземањето плата на време и ќе запалите цигара, иако сте се откажале од нив пред известно време. А воедно ќе навредите некого по кој знае кој пат, божем ненамерно. Ќе јадете колачи и мрсен чипс и покрај холестеролот во крвта. Тоа е реалноста, од која колку и да се бега, е секогаш некаде во близина. Треба да се знае дека она од што се бега и сака да се ослободи е само симптом и обична надворешна манифестација. Залуден е обидот за ослободување од симптомите, ако не се бори против неговиот причинител. Кога волјата и дисциплината ќе попуштат, симптомите се враќаат и така се почнува од почеток. Убаво е да се ужива во едно претпладне како што е денешново и да не се плаши од промени кои постојано доаѓаат и изненадуваат. Некогаш пријатно, а некогаш обратно. И од тоа многу се учи. За одреден начин на мислење има и одредени надворешни симптоми во однесувањето. Секој од нив е природен израз на една одредена шема на мислење. Покрај сите промени треба да се остане свесен и трезвен за постоечките работи и да се размислува позитивно, со оптимизам, кој дава надеж
и буди убави за многумина веќе одамна заборавени чувства. Не треба да се заборави дека огледалото ги рефлектира внатрешните чувства и покажува што треба да се смени во себе. Кога ќе се биде очи во очи со овој најдобар критичар, треба да се каже нешто убаво за денот да тргне во позитивна насока. На овој начин ќе се провери кон што се покажува отпор, а кон што отвореност и повеќе креативност. Направеното е само вистински размисленото и стореното. Потоа е се поедноставно во редот на нештата што следуваат.